Мојот татко е осуден на 15 години затвор бидејќи не сторил нешто што не му било обврска, вели пред камерата на Алфа телевизија Марија Лазарова, ќерка на Душко Лазаров, кој беше осуден за настаните од 27 април. Неговото семејство ја обжали оваа драконска пресуда по речиси сите основи. Лазаров е осуден бидејќи не дал наредба за ангажирање на поголем број полициски службеници во собранието, што е помалку чудно бидејќи тој немал ниту златна, ниту сребрена, ниту бронзена команда. Душко Лазаров се огласува за виновен, меѓутоа во образложението не постои ниту еден материјален доказ кој што укажува дека Душко Лазаров тој ден требало да издава наредби. Значи цитирани се еден голем број на материјални докази од кои што всушност се докажува дека Душко Лазаров немало властување да ја издава таа наредба. Лазарова вели дека иако татко и не бил задолжен за тоа, давал насоки како да се спречи влезот на граѓаните во собранието. Ова кривично дело, главен елемент е кај сторителот да постои умисла, односно сторителот да биде свесен значи за кривичното дело и да го сака неговото сторување. При ваква состојба на работите, значи ние се запрашуваме дали некој кој што на своите колеги им давал насоки и совети, значи да ги обезбедат вратите од собранието од внатрешна и надворешна страна, имал умисла, значи да дозволи масата протестанти да влезат во собранието. Семејството Лазарови ја обжали првостепената пресуда заради повеќе суштествени повреди, погрешно утврдена фактичка состојба, повреда на материјалното право, како и повреда на правото на одбрана. Душко Лазаров бараше да му биде дозволен увид во цедињата од мобилните оператори на Телеком и на Уан. Тоа не му беше дозволено, а истите на главната расправа значи не беа репродуцирани. Така што ние не знаеме што е во тие цедиња, а кој што се доста битна работа за самата одбрана. Лазарова се надева дека по се она што го изнесе одбраната, апелација ќе донесе одлука за укинување на пресудата и за враќање на предметот на повторно судење пред првостепениот суд.